Од денот на повредата кога се случи во ноември 2008 година до донесувањето на пресудата на Европскиот суд за човекови права поминаа 15 години. Че од 15 години сексуалните работнички бараа правда првим пред домашните судови, откако во неколку наврати враќајќи ја пресудата на првостепениот суд не се утврди повреда, тие беа принудени да бараат понатаму заштита пред Европскиот суд за човекови права. Практично случајот резултираше како една долгогодишна правна битка на сексуалните работници како резултат на политичката акција во ноември 2008 година, каде 23 сексуални работнички беа приведени, беа држани цела вечер во полициска станица во нехумани услови, во смисла на мал простор без пристап до вода, до храна, дел од нив беа и во абстиненцијални кризи, тоа значи дека има потреба и од здравствена помош, а фотографии од нивното приведување, од нивното спроведување низ полициската станица излегоа неприкриени, без прикриен идентитет на вебсајтот на Министерството, но и во медиумите, кои во тој период известуваа за самата полициска акција. Дел од нив само се охрабрија и побараа правна заштита пред домашните судови, значи од вкупно 23 приведени сексуални работнички, само 13 поведоа постапка против полицијата, против Министерството за внатрешни работи, против кривичниот суд кој што во тој период не ја препозна повредата од страна на полицијата и не обезбеди заштита, и против клиниката за инфективни болести која го спроведе тестирањето врз сексуалните работници. По неколку годишна борба пред домашните судови, првостепениот суд практично во прво време утврди повреда на правата на сексуалните работници и досуди одреден правичен надомест за претрпената штета, но за жал апелациониот суд ја укина таквата пресуда, ја врати на повторно одлучување со насоки за доутврдување на фактичката состојба. За наша среќа првостепениот суд повторно донесе пресуда со која што ја реафирмираше својата одлука дека сексуалните работнички во ноември 2008 година претрпеле и тортура, односно нехумано постапување од страна на полицијата, но и повреда на нивното право на приватност. Апелациониот суд во втората постапка која што се водеше практично ја утврди финалната одлука со која што донесе пресуда, со која ја укина првостепената пресуда со која што беше утврдена повредата и практично ја зацементира одлуката дека сексуалните работнички не претрпеле повреда. И ова беше основ практично во 2017 да се поднесе барање до Европскиот суд жалба за да се утврди повреда на страна на државата, не само полицијата и судот што во тој период не утврдиле, односно извршиле повреда, туку и судовите кои подоцна не обезбедиле заштита на сексуалните работници. Пресудата донесена во јули оваа година, 2023 година, практично и го посочува тоа дека домашните судови, особено второстепениот суд, не ги преиспитал наводите на сексуалните работници кои јасно и конзистентно се повторуваат, но и се потврдени од трета страна, од учесници во постапката од страна на Министерството за внатрешни работи, дека тие биле приведени, биле држани во едни нехумани услови, дека не им биле обезбедени основните извршување на основните физиолошки потреби, но второстепениот суд пропуштил тоа да го анализира и соодветно да утврди дека практично сексуалните работнички тој ден претрпеле, со таа ноќ во полициската станица биле жртва на нехумано постапување од страна на полицијата, но им било повредено правото на приватен живот.